Партенија Зографски. Партенија Зографски е роден во Галичник во 1818 година, а починал во Цариград на 7 февруари 1876 година. Тој е првиот македонски учебникар, филолог, фолклорист, еден од најстакнатите културни и црковни работници од 19 век во Македонија и прв македонски метрополит. Партенија Зографски, чие родено име е Павле Тризловски, е роден во Галичник како првороден син на Доста и Василко. Првото образование го стекнал во манастирот Свети Јован Бигорски, а во 1836 година во Охрид бил ученик на Димитар Миладинов. Замонашен е во манастирот Зограф на Света Гора во 1842 година, при што го добива името Партенија, а по манастирот и звањето Зографски. Зографски по знаење оди и во Духовната академија во Одеса, Кипријанскиот манастир во Молдавија, Киевската богословија. Од 1846 до 1850 година е редовен студент во Духовната академија во Москва. Неговиот животен пат е нераскинливо врзан со љубовта кон Бога и кон сопствениот македонски народ. Набрзо по завршувањето од страна на Цариградскиот патријарх е произведен во архимандрит. Потоа да биде поставен за епископ на Полјанската епархија, како прв македонец со такво црковно звање и чин. Хиротонијата ја извршил солунскиот митрополит Неофит во Патријаршиската црква во Цариград. Прво, околу што се заложил новиот владика е воведувањето на црковно-словенскиот јазик во богослужбата во црквите на македонски верници, со што го намалил влијанието на грчката црква во однос на богослужбата. Ги обиколувал селата во епархијата за да внесе словенско духовно влијание, отворал народни училишта, а тоа не можело да не предизвика реакции на кукушките чорбаџи, кои коментирале: каков е тој владика што не практикува чибук муабет, се мачи катаден со поповите со учењето, како ќе читат четива во црквата, го нема никогаш дома, затоа што е постојано во селата во епархијата, каде што отвора и гради училишта. Тие подоцна се жалели до Цариградскиот патријарх за неговото дејствување. Солунскиот митрополит Неофит во летото 1861 година го свикал синодот, на кој што во документ има обвинение со 22 точки. Бил сосема неосновано обвинет епископот Партени за антипатријаршиската дејност. Меѓу другото, во 22 наведени клевети против полјанскиот епископ Партени, тој бил обвинет и дека насилно го вовел црковно-словенскиот јазик во богослужбата, а воедно забранил да се употребува грчкиот јазик. Го вовел мајчиниот јазик во училиштата, наместо грчкиот, а дури ги истерал од работа оние учители кои не го употребувале македонскиот јазик. Го поттикнал населението да потпише барање Полјанската епископија да прерасне во метрополија. Не го споменувал името на својот претпоставен митрополит Неофит како негов началник, изјавувајќи дека и самиот е митрополит. Не дозволувал во неговата епархија да се чита патријаршиското писмо. Цариградската патријаршија ја нарекол голем Ан. Наредил да се избрише грчкото писмо од кукушката црква и да се замени со македонски јазик. Сепак, плашејќи се од руската дипломатија, а со намера да угоди на барањето на рускиот амбасадор Лобанов, патријаршијата била принудена да испрати комисија во Полјанската епархија за да го испита случајот Партенија. По извршената истрага, тричлената патријаршиска комисија констатирала дека епископот Партенија не е виновен, туку напротив, дека совесно е вршел својата должност. Сепак, на Партенија не му било допуштено веднаш да се врати во својата епархија, во која, особено во Дојран, каде што се наоѓала и неговата епископска резиденција,
Бил желно очекуван од своите духовни чеда. Во септември 1867 година, за да ја задоволи намерата на митрополитот Неофит за поставување на злогласниот Мелети за полјански епископ и за сосем да го отстрани од неговата епархија, Светиот Синод на Цареградската патриаршија му понудил на Партенije Зографски митрополитско место во Нишавската епархија. Во 1868 година Зографски станал дел од патриаршијата Бугарски црковен клир. По создавањето на Бугарската екзархија во 1872 година Зографски останал да делува како екзархиски митрополит во Пирот до октомври 1874 година, кога поднел оставка поради здравствени причини. Потоа Партенije заминал во Цариград да работи во централата на екзархијата. Автор е на многубројни дела, со кои се создадени темелите на граматиката на македонскиот јазик. Пред појавата на Партенije Зографски, во училиштата се предавале само грчката и старословенската граматика, а тој оди подалеку. Се впушта во опишување на граматиката на словените на балканскиот простор под турците, во која ги систематизира разликите меѓу бугарскиот и македонскиот јазик на научна основа. Бил полиглот. Покрај македонскиот, знаел грчки, латински, хебрејски, француски, руски и бугарски. Работел како учител во Богословското училиште на Зографскиот манастир, професор по црковно-словенски јазик во Богословското училиште на островот Халки кај Цариград. Партенije бил и духовник на рускиот царски двор. Ноќта помеѓу 19 и 20 февруари во 1876 година се упокоил во Цариград.